Почитувани гледачи, емитуваме регионални вести на телевизија КИС за 7 септември, петок. Инвестиција од 30 милиони евра и над 2000 вработени. Ова го најави вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи при денешната посета на фабриката Везешари во Тетовски Требош. Тој посочи дека ова инвестиција била најавена од странски инвеститор, веднаш кога разбрал дека Македонија забрзано чекори кон НАТО по договор за името со Грција. НАТО и Европската Унија значат сигурност, стабилност и економски просперитет, рече вице-премиерот Бујар Османи, како доказ за позитивните елементи и придобивките од евроинтеграцијскиот и атлантскиот процес на државата. Османи го наведе примерот со странската инвестиција од над 30 милиони евра. Ова е таа порака, дека НАТО носи стабилност и безбедност. Значи нови работни места, повисоки плати, повисок стандард на живење, останување на младите овде, квалитетна храна, квалитетна животна средина. Све што е најважно за луѓето го носи НАТО и Европската Унија. Еден од акционерите на новата инвестиција е и живинарската фарма Везешари. Не само да зборувам со докази, само со подпишувањето на спогодбата меѓу Македонија и Грција и најавата влез НАТО и Европска Унија, нас ни се појавил внатрешни и надворешни инвеститори и заедничко одлучивме да инвестираме во Македонија во производство на бројлерско месо, што значи во моментот капацитетот ќе биде за 10 милиони пилиња годишно. Тоа значи ќе се градат низ цела Македонија 75 хали, најмалата хала ќе биде 60 хали, тие се најмали по 1500 квадратни метри и ќе се градат низ цела држава, не во едно место, не во еден град, почнејќи од Крива Паланка до Орит, од Кочани до Скопје, исто натака Неготино, Гевгелија, Прилеп, Битола. Во овој проект се предвидени над 2000 работни места и плюс тоа ќе имамо соработка и со мали кооперанти што ќе чуват пилиња за нас. Ние ќе му носимо храна, пилиња, све, а и месото ќе и после пилињата ги земамо и ги колимо и ќе го снабдувамо КФЦ во регионот и пошироко. Тоа на Везешари е проект, да? Не, тоа е заеднички проект со 8 акционери. Еден од тие 8 е и Везешари. Османи рече дека мора да се разговара со бизнисмените кога станува збор за влез во НАТО и ЕУ. Затоа денеска одлучил да ја посети живинарската фарма во Тетовско, каде ги информира собствениците за пристапните преговори во земјава, кои треба да започнат откако на 27 септември голема делегација од земјава ќе престојува во Брисел. Септември голема делегација од Република Македонија, за прв пат од тој обем, можеби 40 на луѓе, ќе бидат во Брисел за да ги започнат првичните комуникации во однос на скринингот. И сметавме дека најдобро подготвени за таквите посети, за таквите комуникации е всушност посета и комуникација со домашните бизнисмени, домашните компании кај кои ќе се рефлектира значително самиот преговарачки процес и членството, меѓутоа и со другите стейкхолдери и чинители во општеството. Поголема делегација која што представува повеќе институции, овој пат ќе ги слушнеме Брисел, што очекуваат од нас, потоа се враќаме, правиме пресек до каде сме ние, за да го утврдиме просторот кој што треба да го исполниме со преговорите. Како претходно разговаравме, Европска Унија не е само висока политика во која што разговараат дипломати. Европска Унија се секојдневни мали ситни стандарди кои што значат живот за луѓето, меѓутоа и живот за компаниите и за бизнисите. Секој мал детал може да значи многу за еден човек или за една компанија. И затоа се важни овие разговори, овие комуникации. Ова е најсложената и најкомплексната операција која што една влада ја прави, а тоа се преговорите со Европската Унија. Ние сме спремни таму да влеземе подготвени, а се разбира ќе ни треба поддршка од сите. Тој истакна дека кампањата за референдумот која треба официјално да започне од 10 септември ќе биде информативна, а не како вообичаено пропагандистичка. Целта е, вели тој, да се запознаат граѓаните со придобивките од интеграцијата на Македонија во НАТО и ЕУ, но и со штетните последици, ако не успее договорот за името со Грција.
Денот на независноста на Република Македонија 8 септември во Гостивар беше одбележан со свечен собир и положување на цвеќе. Од собирот беше испратена порака за сплотување на сите граѓани и чинители во градењето на еднината на државата. Со свечен собир пред споменикот на паднатите борци во градскиот парк во Гостивар беше одбележан празникот 8 септември. Прославата по повод Денот на независноста на Република Македонија ја организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци од Гостивар. На одбележувањето присуствуваа граѓани, ученици, представници од политички партии, здруженија и организации. За важноста на датумот и историската одлука донесена на 8 септември 1991 година зборуваше председателот на боречката организација Радислав Гиновски. Во своето обраќање тој испрати порака дека иднината на Македонија треба да се гради со заеднички сили на сите граѓани и чинители. Наша обврска задача и императив е сложно и заеднички преку нашето единство да ја градиме и доградуваме државата и општеството во целина и да го исполниме аманетот на нашите предци кои покажаа и на дело докажаа како се сака, како се брани и како се гради сопствената татковина. Во тоа име, без разлика на тоа кои сме и што сме, какви сме и како се викаме, изборуваме, високо да го издигнеме слободарското знаме, знамето на мирот, на заедништвото, толеранцијата и добрите меѓуетнички односи. И без резерви ќе кориме во иднината, во интерес на сите нас, а посебно на младите генерации кои доаѓаат и нараснуваат. Имаме потенцијали, имаме високо развиена свест. Потребно е само сите сили да се впрегнат сложно и заеднички. Република Македонија да внесеме во Европската Унија и Северноатлантската алијанса и достојно, гордо зачекориме во европското семејство на народите. Букети цвеќе на споменикот на паднатите борци положија делегации на боречката организација и на гостиварските ограноци на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на ВМРО ДПМНЕ. Со едноминутно молчење им беше оддадена почит на оние кои го положиле својот живот за слободна и независна држава. 8 септември како државен празник е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Вчера вечер во Гостивар се одржа граѓански собир излези за Европска Македонија. Лидерот на СДСМ и премиер на Република Македонија Зоран Заев од говорницата порача дека граѓаните имаат обврска да излезат на референдумот за да ја обезбедат иднината и перспективите на државата. Референдумот на 30 септември е еднакво важен како референдумот од 8 септември 1991 година. Тогаш граѓаните гласаа за независност на државата, а сега треба да гласаат за сигурна иднина и перспектива. Нема друга алтернатива за Македонија, одлуката е исправна и вредна. Порача синоќа на граѓанскиот собир во Гостивар премиерот на Република Македонија и председател на СДСМ Зоран Заев. Јас сум повеќе од убеден дека нашиот народ и те како е свесен, знае и апсолутно испраќа порака не само до оние кои што се уште не донеле одлука, туку знае дека е време да испратиме порака до сите оние кои што ни се пријатели, кои што ги гледаме секој ден, како ни доаѓаат и не подржуваат, дека ние тоа го почитуваме, дека сме свесен народ и апсолутно после 27 години чекање спремни сме, подготвени да одиме да гласаме за Европска Македонија. Нема друга алтернатива. Лаже секој што измислува бајки за мали деца. Џабе не од 1993 година сите граѓани, сите политички субјекти се единствени за членство во НАТО и во Европската Унија. Во своето обраќање Заев потенцираше дека влезот во ЕУ и НАТО отвора нови економски и безбедности перспективи за државата по 27 години од нејзината независност.
260.000 евра дневно пари кои што се дават за државата. И како напредуваме према Европската Унија, тие пари ќе растат. Затоа што целта на Европа е да не го дигне стандардот економски, да не понигне во квалитетот на живот и тогаш ќе не пушти комплетно да бидеме полноправна членка. Па ако сме родители, што треба уште пријателите да ни кажат? Тие што не поддржиле и конкретно финансиски, и со нивна едукација и експертиза, уште што треба да ни покажат за да знаеме кој е вистинскиот пат за државата. Осврнувајќи се на договорот со Грција, Заев рече дека компромис бил неопходен. Грција доби ерга омнес име, а ние добивме ерга омнес идентитет и јазик, рече тој, и додаде дека излегувањето на референдумот е обврска на граѓаните, а не излегувањето и седењето дома кукавичлук. Заев го потенцираше Гостивар како пример за мултиетнички соживот и почитување на разликите, од кои, како што рече, може да се научи добра лекција. На собирот во Гостивар зборуваа и политичкиот аналитичар Алберт Муслиу и пеачката Елизабета Јовановска. 4 лица се повредени во сообраќајка на регионалниот пат Тетово-Пирок. Во Тетово пак автомобил удрил и повредил 2 пешаци. Заев го пречека сојузниот канцелар на Австрија Себастијан Курц, кој со владина делегација е во официјална посета на нашата земја. По церемонијата со високи државнички воени почести, премиерот Заев го запозна австрискиот канцелар Курц со членовите на делегацијата на владата на Република Македонија, во чиј состав беа заменик председателката на владата и министерка за одбрана Радмила Шеќеринска, заменик министерот во владата задолжен за европски прашања Бујар Османи, министерот за надворешни работи Никола Димитров и државниот секретар на МНР Виктор Димовски. Двајцата премиери потоа се задржаа на тет-а-тет средба пошто следуваше пленарна сесија на двете делегации. Ние немаме само тесна економска соработка, туку и силна човечко пријателство и заедничка историја, а ние би сакале да живееме и во заедничка иднина. Тоа за нас значи дека го делиме мислењето дека сите држави на Западниот Балкан го имаат своето место во Европската Унија. Европската Унија ќе биде дури тогаш комплетна кога ќе биде во неинтегриран Западниот Балкан. За Македонија решението на спорот со имото представува голема шанса да се дојде до динамика за Македонија, но и за комплетниот регион. Австрија и светот ја препознаа промената во нашата земја, на Република Македонија, и се даде шанса како никогаш досега. Поддршката како прво дојде во процесот на изнаоѓање на решение за нашиот спор за името со Грција. Виена беше домаќин на повеќе средби под покровителство на Обединетите нации. Во главниот град на Австрија се испишуваше историјата и се скицираше одговорот и решението за нашата иднина. Со постигнатиот договор во Преспа се отворија вратите за нашето полноправно членство во НАТО и за почеток на преговори за членство со Европската Унија. 4 лица се повредени во сообраќајка на регионалниот пат Тетово-Пирок. Во Тетово пак автомобил удрил и повредил 2 пешаци. Вчера вечер околу 22 часот и 15 минути на регионалниот пат Тетово-Пирок во Камењане се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 2 патнички возила со тетовски регистарски таблици. Голф управуван од 19 годишникот Боговиње и Ауди што го управувал 35 годишен жител на Тетовско Новосело 2, соопшти СВР Тетово. Во несреќата 20 годишниот сопатник од Голфот од Боговиње здобил тешки телесни повреди. По укажаната помош во Тетовската клиничка болница пренесене на скопските клиники, а потоа пуштене на домашно лекување. Телесни повреди здобиле и 3 сопатници од Аудито, 2 на возраст од 55 години и 1 на возраст од 85 години, од кои еден е задржан додека другите пуштени се дома. Извршене увити се утврдува причината за несреќата, околностите и другите поединости.
Како што соопшти СВР Тетово, вчера околу 18 часот и 30 минути на крстосницата на улицата Иво Лола Рибар во Тетово, патничко возило Опел Корса со тетовски регистарски таблици, управувано 24 годишен тетовец, удрило во двајца пешаци на возраст од 19 и 25 години, двајцата од Тетово. Повредените пешаци со истото возило пренесени се во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Се утврдува причината за несреќата и другите поединости. Мајка пријавила во полиција дека нејзиниот 13 годишен син бил нападнат од 4 лица во дворот на училиштето во кое учел. Од полицискиот билтен информацијата за пронајдена дрога кај 42 годишен тетовец. 42 годишна тетовка вчера пријавила дека нејзиниот 13 годишен син по завршувањето на наставата околу 10 часот и 30 минути во дворот на основно училиште во кое учел физички бил нападнат од 4 лица, соопшти СВР Тетово. Напаѓачите кои седеле во блиска сендвичара најпрво го повикале, а потоа без повод и причина почнале да го удираат и веднаш избегале, нанесувајќи му видливи повреди. Се работи на целосно расчистување на случајот. Како што соопшти СВР Тетово, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 16 часот и 30 минути на улицата Ѓорче Петров во Тетово привеле 42 годишен тетовец. При преглед во джебот од неговите тренерки пронајдено е земено му е најлонско ќесе со 8 пакувања со хероин, поради што е и задржан во полициската станица Тетово. По целосно расчистување и документирање на случајот против тетовецот ќе следува соодветен поднесок. Во недела на 9 септември на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово ќе се одржи меѓународен турнир во шах, организиран од одделот за спорт. До сега се пријавени повеќе од 140 учесници од Македонија, Албанија, Косово и од Бугарија. Свеченото отворање на турнирот е закажано за во 10 часот. У склоп на Универзитетот на Југоисточна Европа имаме разни департаменти, односно сектори. Тука припаѓа и секторот за спорт, каде што се развиваат разни спортски активности, како што се фудбал, кошарка, одбојка, скијање, и оваа година се решивме да направиме еден поголем турнир во шах, кој што ќе се надеваме дека ќе остане и традиционално Куп Арвер Џафери, кој што е основател на овој универзитет. Очекуваме значи шахисти од регионот. Турнирот е со меѓународен карактер и очекуваме да бидат присатни шампионите на Македонија, најдобриот шаист Филипов, нели, Агим, господин Филипов, Ланди Паску, шампион на Албанија, шампионот на Косово и представници на федерациите на овие 4 земји, значи од Македонија, Албанија, Бугарија и Косово. Спремни сме, сите подготовки ги имаме и очекуваме се да помине во најдобриот ред. Значи ќе се игра на швајцарски систем, тоа по систем на играње, кај што швајцарски систем значи победникот со победникот игра. Доколку на пример на третото коло или четвртото коло победува, има 3 поена и другиот противник има 3 поена и така натаму, значи така е системот направен, што ќе игра значи победникот со победникот на четврто коло и така натаму до 9-то коло. Значи се игра 9-то коло на шах рапид, значи шах рапид се разбира, кај што двата играчи има по 15 минути плюс по 5 секунди за секој, значи за секој потез. Секој потез што ќе го игра, значи пристиснување на сат, шаховски сат, значи се додават 5 секунди, му се враќат на играчот. После на крај нормално, и јас како судија што ќе видам тој ден, ќе имаме и комисија, ќе направиме во врска да не има нешто рекламирање така натаму, ќе бидеме тука, се до завршување на 9-то коло, ќе истакнат значи победници кои ќе се и потоа ќе имаме и свечено затварање. Времето денес беше сончево со умерена облачност, дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Утренската температура се движеше од 9 до 18 степени, а дневната од 22 до 29 степени. УВ индексот изнесуваше 7.
Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност, со услови за развој на нестабилна облачност со повремен дожд и ретки грмежи. Ќе дува умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 10 до 20 степени, а дневната од 21 до 28 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.